Блог во 9 часот посветен на културата го започнуваме со колегата Бранко Чупевски пред музеот на градот Скопје. Чинам ни носи информации од таму. Бранко, повели. Добро утро за гледачите на македонската телевизија. Јована, се надевам дека гледачите не се чувствуваат како електронина Жешко, затоа што ова утро се најдовме на многу локации, направивме многу ротации и претумбации. Едно е јасно, се е во живо на македонската телевизија, така и ова линковско вклучување. Се наоѓаме пред една од најскопските локации, во позадина еден од најскопските кадри, а тоа е старата железничка станица или музеот на град Скопје. Заедно сме со Филип Куновски, кој е дел од музичката, од групата Шатакоа. Се работи за мултимедијална изложба која ќе ја представиме ова утро, која што беше отворена на 12 септември. Добро утро, Филип. Што е Шатакоа? Шатакоа Скопје е група која што се оформи неофицијално пред некои 3,5 години, кога и почна снимањето на албумот, од кој полека се разви и проектот Шатакоа. Шатакоа е зборче кое што го извлековме од Зени уметноста на поправање мотори, книга на Роберт М. Пирсиг, во која што Шатакоа е представена како некоја културна институција во текот на 920 година низ Америка, која што имала за цел да забави и поучи, односно биле некои патувачки културни центри. Така што, инспирирани од книгата, го искористивме терминот Шатакоа за да представиме некаква наша скопска Шатакоа. Да, мултимедијалната изложба опфаќа аналогна фотографија, како што сакаш да кажеш, студираш или студираше? Студираше фотографија во Прага, живееш таму и работиш, ќе зборуваме и нешто подоцна за тоа. Аналогна фотографија, музика, друго што? Има објекти, инсталација и има видео. Рече дека бевте изненадени од посетата на отворањето, околу 350 луѓе се појавиле. Да. Дали очекувавте таков одзив? Не, мислам, ова ни е прв пат групава се стаблира на некој начин. Очекувавме поседеност, да, секако, меѓутоа не бевме свесни дека толку многу луѓе ќе дојдат. Затоа и сега одиме кон втор настан на затварањето на изложбата, кој што би требало да се случи на 24 месецов, за повторно луѓето да имаат прилика да се запознаеме и да позборуваме и да го видат она што сме го направили. За оние што не дошле, а што би сакале вие да дојдат, или оние што сакаат да дојдат, еве да ги инспирираме што се може да видат на изложбата? Изложбата е некој обид да ја опфатиме онаа наша скопска атмосфера, некој би ја нарекол и меланхолија. Изложбата се бави со конкретни објекти и предмети од нашето секојдневие и од нашата историја, кои што се на некој начин преформулирани во нешто што е ново и современо. Изложбата има доста аспекти, интимен настан кој што би требало човек навистина да се впушти и бара одредена енергија. Така што разбирам и ако луѓето имаат потреба и покрај отварањето да дојдат повторно и да ја видат во текот на траењето. Од каде инспирацијата за Инспирацијата, како што кажав, е од Зени уметноста на поправање мотори, уметничкава група Шатакоа, во која што сум јас, Дарко Поповски, четворица членови сме, Јулијан Мицевски и Андри Татарчевски. Се собравме и почнавме да свириме музика. Тоа прерасна во албум, на кој што подоцна налепивме некои визуелни материјали. И така се случеше таква. Генерално сите песни кои што се во албумот се делови, сечоци, извадоци од имињата на песните се извадоци од книгата Зени уметноста на поправање мотори. Од Скопје си, живееш и функционираш, екзистираш во Прага, да. Скоро една деценија. Која е разликата меѓу Скопје и Прага? Несоразмерно е, едноставно е различно. Дали е само големината на градот во прашање и на земјата или? Не, едноставно сите аспекти се некако различни. Јас не сум никогаш застапник на тоа да се гледа кон Скопје со високи или ниски очи. Мислам дека едноставно тие две работи се различни и секоја средина се нуди некоја своја магија. Прага е место кое што
нуди студирања и едукативни процеси од областа што мене ме интересира, значи фотографија и нови медии. Еден од центрите на културата во Европа, секако. Можеме да кажеме и едноставно пробуваме веќе да се навигираме низ тамошната културна сцена. Успевате ли? Се снаоѓаш ли, имаш своја организација таму, ќе ни кажеш како се вика и како функционира? Да, пред година и пол го направивме Couch Collective. Couch Collective е група од четворица уметници, луѓе кои што се бават со современа уметност, меѓутоа перформативна уметност во различни бранши. И во танц, театар, визуелна уметност, кураторство и така натаму. Го направивме со цел да се направи една платформа за нас, странците во Прага, која што ќе може да кохабитира со локалните платформи. Колку е далеку нашето од нивното, од тамошното, колку е на цена еден македонец таму? Знаеме дека уметноста е многу суптилна категорија во животот. Ценето ли она што ти го правиш? Како се чувствуваш во Прага? Секако, ценето е, меѓутоа повторно би кажал дека овде има еден свој посебен шарм и мене рецимо ми е многу по-драго и по-мило кога ќе можам нешто да направам тука и луѓе да го видат и баш ми е драго дека ова се случи бидејќи ми е прво излагање не било какво уметничко во држава и сум баш среќен што дојде тука број на луѓе и што се случува на ваква локација во градот во кој што сум израснал. Роден израснат, Скопје е символот односно музеот на град Скопје или старата железничка е символ на град Скопје, а Скопје е еден препознатлив елемент по кој ја препознаваат Македонија ширум светот, нашиот главен град. Има ли фотографси по вокација? Има ли и по едукација? Има ли што да се фотографира во Скопје во Македонија? Има ли што да се представи некаде надвор? Секако. Скопје е многу дивергентна средина. Значи има многу различни влијанија и ери своји кои што му даваат една посебна харизма. Секако тоа го прават многу убави и добри фотографии од државава кои што не се даваат и фотографираат и би сакали да го спомнам Зрно, фестивалот на аналогна фотографија, кои што успеа да испураат својата приказна и да направат нешто што е прекрасно и алтернативно и искрено и чисто. Го користиме поимот аналогна фотографија. Оние што учеле во едукативниот процес знаат што е тоа. За оние кои што би сакал ти да се запознаат, објасни ни разликата меѓу аналогната и дигиталната фотографија. Аналогната фотографија се случува на филм, на емулзија. Аналогната фотографија нема пиксели, не е ограничена дигитално. Што значи дека она што го гледаме кога ќе го изфотографираме има една посебна длабочина која што кај дигиталната фотографија не може да биде присутна. Пред се заради материјалите и носи со себе некаква емоција, некаков филинг, некоја тежина. Пробавме на изложбава да искористиме различни формати. Фотографиите се фотографирани на камера од голем формат. Негативите се големи и тоа ни овозможи да направиме големи принтови. 100 на 140 сантиметри е најголемиот принт кој што го имаме. И наистина е техника која што е толку прекрасна и нуди една наистина различна верзија на фотографија од она што се секојдневно се среќаваме. Има ли луѓе кои што се бават со ова? Има ли луѓе кои што се заинтересирани за ова? Дигиталното време е брзо, меле се пред себе, меле се во себе. Има ли луѓе кои што аналогијата се уште ја почитуваат, ја респектираат и ја практикуваат? Секако, имено Зрно фестивалот е фестивал на аналогна фотографија, односно на алтернативна фотографска техника. И во Европа и кај нас сега некако чувствувам дека полека повторно се враќа на сцената аналогната фотографија. Меѓутоа малку се местата, например, фотографиите кои што се тука принтани се принтани во Словачка, во Кошице. Кај мојот колега од факултет Томаш Бакура, фотограф кој се бави исклучиво со таква аналогна фотографија и таквите како него се навистина ретки.
Ретки се и таквите како тебе, како вас, како вашата група, таква Филип Куновски гостин во Македонија утро. Благодариме што 2 минути ова утро да бидеш дел од утринската програма. Денеска славиме 30 години. Благодариме. Имавме чест да ни бидеш гостин. Ќе ни бидеш и повторно гостин, ќе ни информираш од Прага што се случува за новите правци, за новите теркови на уметноста. Отворени сме секогаш за информации кои што се нели од општествено и културно значење за Македонија и за Скопје. Благодарам. Да. Почитувани, тоа беше Филип Куновски, член на групата Шатакова, која што на 12 септември отвори мултимедијалната изложба тука во музеот на град Скопје, кој се наоѓа зад нас. Имавте прилика да слушнете за што станува збор, за оние што ги заинтригира она што го зборувавме досега, оние кои што ги заскокоткаа зборовите што ги кажавме, може слободно да повелат. Изложбата е отворена за сите луѓе кои што пред се во себе носат многу емоција. Јована?